Почитувани представници на медиумите, благодарам на присуството. Граѓаните добија уште едно јавно и многу јасно признание од организираната криминална група на Христијан и ВМРО, а тоа е дека во владата вријат луѓе со бугарски пасоши. Одбија да го прифатат предлог законот наш на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со кој премиерот, вице-премиерите, министрите, членовите на владата не би можеле да имаат двојни државенства. Се поставува прашањето зошто тоа го направија. Затоа што пола влада требаше веднаш да се замине. Може целата влада да биде составена од луѓе кои што во џебот имаат бугарски пасоши, ама бугари во уставот, тоа не може. Какво лицемерие и какво лажење на сопствените граѓани. Прво го признаа Преспанскиот договор како ремек дело на дипломатијата. Потоа признаа дека со Преспанскиот договор се заштитени националниот идентитет, јазик, култура. Понатаму признаа дека благодарение на НАТО нашата безбедност е гарантирана и тоа придонесува за подобра бизнес клима. И сега дојде време за уште едно признание дека Мицкоски има влада полна со луѓе со бугарски пасоши и бугарски државенства. Со години ширеа хистерија, ширеа страв и ги лажеа граѓаните дека е загрозен нашиот национален идентитет. Токму од овие луѓе кои што замислите во џебовите имаат бугарски пасоши. Вице-премиери, министри, пратеници, градоначалници, директори, цела мрежа на функционери на ВМРО организираната криминална група со бугарски пасоши, со години продаваа лажен патриотизам, додека тивко си обезбедувале европски документи за себе и за своите семејства. И додека држат Македонија во изолација и намерно создаваат конфликти со соседите, многу си ја обезбедиле само за себе својата европска иднина. Одбивањето да се прифати овој предлог закон на СДСМ целосно ја разобличува нивната лицемерна политика. Овие луѓе на власт повеќе никој не можат да излажат. Со внесувањето на бугарите и другите малцинства во уставот се зајакнуваат нашиот национален идентитет, сите идентитетски одредници, бидејќи тогаш е јасна дистинкцијата помеѓу македонскиот народ и бугарското малцинство кој живее тука. Ова е последната работа што Мицкоски треба да ја признае. Да повторам, организираната криминална група на ВМРО на чело со Христијан Мицкоски го призна Преспанскиот договор како ремек дело, Тимчо Муцунски призна дека НАТО е феноменална работа и за безбедноста на земјата и за бизнес климата, а Гордана Силјановска дека јазикот, културата и македонскиот национален идентитет се заштитени и тоа е веќе апсолвирана работа. Ајде сега сите јасно и гласно нека признаат дека сето тоа што со години наназад го водеа беше една лажна пропаганда само за да дојдат на власт, а Македонија да не може да го продолжи европскиот пат. Замислите, не даваат малцинства да влезат во уставот. ВМРО е една единица мерка за лага и за лицемерие. Но граѓаните веќе ја знаат вистината. Замислете го лицемерието. Најгласни против Европа се оние кои што ја обезбедиле Европа за себе и за своите семејства. Затоа, како што вели Мицкоски, ова промакедонска партија не може да биде македонска со бугарски пасоши. Затоа што ова не се политичари кои што се грижат за доброто на државата и граѓаните, туку политички туристи со европски пасоши, кои што ги држат функциите за да ги искористат за лично богатење. Доста е со лагите и доста е со лицемерието. Малцинства во уставот треба да се случат час поскоро. Реформи сега и Европа сега. Благодарам. Разговараме со огромен број на луѓе, политички партии, граѓани, слободумни, кои што имаат визија за тоа како треба да се развива државата, кои што се свесни што прави оваа власт, дека не држи намерно, како слепо црево, тука на Балканот и сето тоа за лично богатење. Граѓански организации, после тоа, но луѓето се исплашени и јас ги разбирам.
Исплашени се од пропагандата која што ја водат Орбановите медиуми. Јас ги разбирам луѓето кои што утре не сакаат да се најдат во ситуација, утре да им доаѓате пред домовите и да ги обвинувате дека имале куќи во нерези, да ги клеветите и така натаму. И затоа јас ги заштитувам сите тие кои што се приклучени до сега. Јас ја превземам. На себе го превземам теретот кој што секако го носам. Да ме оцрнувате, да лажете, да водите црна кампања против мене, а ќе дојде време, кога ќе се приближи кампањата, кога сите членови на фронтот јавно и јасно ќе се знаат. Вчера во телевизија кажавте дека одредени уредници и новинари ќе одговарале во иднина. Дали ова не е повторена закана и за каква одговорност станува збор? Гледайте, мора луѓето веќе јасно да знаат што се случува и тоа е една кампања на разобличување која што ние ја водиме изминатите веќе повеќе од година дена. Граѓаните беа излажени дека оваа власт, тогаш кога беше опозиција, е вистинска патриотска опција, дека се бори за интересите на граѓаните, дека СДСМ ги загрозило националните интереси. И сето тоа со една силна црна кампања, практично пропаганда, која што го има манирот на Гебелсова пропаганда, која што води потекло од Орбан, преку Вучич во Србија и тука кај нас. Еве, гледайте ги како се занимава овие луѓе во нивните земји и што правеа. Поделба на луѓето, ширење на говор на омраза, стварање на вештачки непријатели, вештачки кризи. Тоа е копи-пейст системот што го прави Мицкоски. Го копира Вучич, го копира Орбан. Еве што прави Петар Маџар. Го демонтира тој систем. Со години креираше пропаганда и реклама дека украинците се некакви непријатели. Сето тоа да го шири руското влијание. Што сега се случува? Прв пат се среќаваат унгарците и украинците во интерес на Европа. Милиардите кои што им беа блокирани поради тоа што не ги поддржуваа заедничките безбедносни политики на Европска унија. Како што сега тоа го прави оваа влада кај нас. Доведе да им се блокираат милиарди евра европски пари на унгарците. Сега се ослободуваат. Сега ќе видат вистинскиот бенефит унгарците и целата земја. Од тоа што земјата Петар Маџар ја ослободува. И тие краци, кои што по секоја основа, финансиските, во делот на кредитот, во бизнисот и во делот на медиумите, тука водат до Христијан Мицкоски, ќе се демонтираат и кај нас. И да знаете дека ќе се случи. Ќе се ослободи земјава. Ќе се ослободи медиумскиот простор. Затоа што Алфа телевизија, која што сега се обидува да ги префрли фирмите, опремата, вработените преку разни други компании, други пиар агенции, како што тоа се прави во целиот регион, после падот на Орбан, нема право така да го загадува јавниот простор. Затоа што вие за тоа користите јавни државни пари на граѓаните. Вие немате право да ширите лажна реторика антиевропска. Вие немате право да кажувате и да ширите лажна кампања, да оцрнувате луѓе. Вие немате право на тоа. Тој систем се демонтира во Унгарија. После изборите ќе го демонтираме и тука кај нас. Кажете дека одговорност за новинари, каква одговорност? Да падате на билни кривишна одговорност, како Не станува збор за новинарите. Јас вас ве разбирам. Станува збор за уредниците кои што тоа свесно го прават. Свесно го прават. И тоа се луѓе кои што работуваат за интереси на други држави. Вие имате најмалку одговорност како тоа, како новинар, млад. Вие таму сте нашле да работа, но треба се замислите. Зошто им давате поддршка? Зошто им давате поддршка на политики кои што ја држат земјата тука као слепо црево? Зошто го правите тоа? Вратете се во редакцијата и кажете им ова не смеете да го правите. Тоа е вашата задача како млад човек. Зашто сте инструмент во рацете на луѓе кои што не им мислат добро на државата? Притоа тие се богатат. Имате ли вие можности во државава? На што размислуваат луѓето од ваша генерација? Само да се исалат. Благодарение на тој систем кој што нас не држи во ќорсокак. Имате ли можности? Имате ли можност да заработите повеќе? Не, луѓето планираат и сакаат да се исалат од држава. Луѓето кои што се ваша генерација. Зашто сметате дека е добро да клеветите луѓе и да идете по станови и да кажувате дека ја имам куќа унерези, кога знаете дека немам? Еве го, тоа е вашето прашањето до вас. И следно, уште една работа. Поставите ги вистинските прашања. Еве, поставите му прашање на премиерот, кој што не го интересира ништо. Ниту знае, ниту има капацитет. Тој е заглавен во паметот со тоа дека треба да се збогати. Тоа му е него суштината. Прашете го, каков е ризикот од уставните измени? Од што тој се плаши?
Зошто го лаже народот? Тоа треба го прашате. Излезете надвор од оваа мантра, од оваа лажна кампања, овие прашања кои што не водат никаде и кои што не решаваат никакви проблеми. Прашете го примерот. Зошто не ги става бугарите во уставот и другите малцинства? И да ги почне преговорите со Европска унија. Од што е стравот? Од што? Нека каже, еве, нас не ни одговара. Вие треба да инсистирате. Нека каже, нека одговори. А не да се занимава со крирање, поделба и крирање проблеми што се случува во изминатиот период. Се отвараат прашања кои што се затворени. Кога било прашање јазикот на албанците или балансерот и правичната застапеност? Никогаш затворени прашања беа тоа со рамковниот Охридски договор. Зашто се отвараат? За да нема одговор на главното прашање, тоа е зашто нема реформи и зашто не се продолжуваат преговорите со ЕУ. Тоа е целта. Тоа е целта. Зашто се формира Левица, знам, зашто се финансираат. Пошто вчера Левица ги слушам, тие ќе биле лидер на нешто. Тие не може да водат никаков фронт за правда и одговорност и вистина, затоа што тоа е партија контролирана од ВМРО. Тоа е привезок на ВМРО. И сега зема улогата на Знам, затоа што Знам веќе пропадна. Си ги завршија работите. Луѓето што го поддржуваа Знам, членови на СДСМ, сватија дека гласале против СДСМ, за да Максим Димитриевски го продаде преку своите кумови плацот за Лидл, заработи 100.000 евра и Филков да не ги прати документите за екстрадиција на Груевски. Тоа е задачата на Знам. Тоа се случува. И откога Вучич го контролира и Мицковски и ВМРО, се случи Левица, се случи Знам, како се викаше, Српче, нека нова листа, тука и стариот добар Стојковиќ, секогаш соработник на службите. Левица, партија против Европа, во земја која што 80% од граѓаните сакаат Европа. Партија која е против НАТО и прави скандал на гостувањето на Марк Руте, а над 80% од граѓаните сметаат дека е добро членството во НАТО. Тоа е суштината. Поделби, раздор, црна кампања, а главните прашања остануваат по страна. Тоа е целта на Христијан Мицкоски. Немој гале за државата. Едно прашање околу изгодниот законник, односно дали ќе се вратите во работната група и како се одговорите на позициите кои минатата недела беа билите и од премиерот Мицкоски, но и од Муцунски за обединување околу реформската агенда. Повиците се лажни и лицемерни. ВМРО нема желба да се обедини околу ништо. Прашањето логично следно кое што се поставува, зашто упатуваат такви повици на единство, кога само неколку дена претходно го усвоја законот за влада сами, без наша согласност. Па ако сакале единство, зашто не постапија така како што ние побаравме? Го првото логично прашање, кое што ја го демантира нивниот повик за единство. Тие луѓе не сакаат единство, не сакаат реформи. Реформите се викаат уставни измени. Тоа е чекорот напред. Мицкоски имаше неколку дена до јуни, како што вети дека ќе ги заврши реформите. Ајде да видиме што ќе се случи до јуни во овие десетина, не цели 2 недели до 1 јуни. Ништо нема да се случи. Тој ништо е направи 2 години. Како беше пред 2 години? И како е сега? Многу полоша е ситуацијата во земјава сега. По секој еден параметар, за секој зборуваме. Така да не седнуваме на маса со луѓе кои што немаат честни намери и не сакаат ништо да направат за земја да мрне напред. Креираат поделби, лажни вести само за дефокус. Поставете ги главните прашања. Ја апелирам до вас, новинарите. Поставите му ги на примерот. Зошто, само уште вас извинувам, зошто не ги става малцинства да во уставот? И нека објасни. Нека каже, што е ризикот? Гордана Силјановска го кажа. Објасни жената. Зашто е добар Преспанскиот договор? При тоа несвесно призна дека свесно лажала. Тоа направи Гордана Силјановска. Со цитирање членови, со преамбули на Европа и така натаму. Значи, она свесно лажала дека нема да користи уставното име и дека е против Преспанскиот договор. Кој е тој степен на лицемерие? Такви луѓе немаат право морално ниту политички да ја водат држава. Затоа што не ја водат кој што треба. Зашто не ги интересира ништо освен нивниот сопствен интерес, личен. Повели, извини. Ке видиме, за тоа не сме разговарали. Не. Сепак е важен дел од реформската агенда и околу препораките од СОДИХР, дали така ќе прифатите и воопшто дефинитивно не дека не сакате за ниту еден аспект да разговарате.
Тоа што Христијан Мицкоски сака да ја префрли на нас одговорноста, дека као сега него му е многу важен изборниот закон за реформите, нема на дечкото ништо важно. Не го интересира. Не му е гајле. Он бара сега изговор, затоа што ништо нема да испорача. Реформите се викаат уставни измени и да ги почнеме преговорите. Отиде напред и Црна Гора и Албанија. Ние останавме последни. И тоа не е случајно. Христијан е контролиран и од Вучич и од Орбан. Намерно ги шират руските интереси тука, на Балканот. И тоа е вистината. И за тоа ја користат пропагандната мрежа. Која што во 40% од вкупниот медиумски простор, вие тоа подобро од мене го знаете, се контролирани од луѓе на Орбан. Па да видиме сега што ќе се случи со демонтажата на тој систем. Разговараме за реформска агенда што е дел од план за раст и за парите што треба да ги земја. Мислам, тоа е дел од евроинтегративниот процес. Но дали покрај излагањето од ваа група за измените на изборниот законник, ќе ги поддржите и другите 9 точки од реформската агенда? Ја кај Христијан Мицковски бев после пожарот во Кочани и понудив заедничка работа на реформската агенда. Ниту едно наше мислење не прифатија, ниту одговорија. Ете толку за нивниот интерес за остварувањето на реформската агенда. При тоа дел од законите што се донесува во меѓувреме многу малку од потребните огромен број, не се донесува по препораките на оценската мисија. Законот за судски совет. Трик направија луѓето. Проформа го донесува само. И сега тој е дел од реформска агенда или не е? Формално е, ама во суштина повторно направија трик да може да контролираат судскиот процес, судскиот систем. И тоа е целата суштина на владењето на Христијан и на неговата банда у последниве 2 години. Контролирај го судството, контролирај ги медиумите, контролирај го буџетот кој што во меѓувреме така се испразни, да не знам како плати пензии ќе се исплаќаат во следните месеци до крајот на годината, целосна партизација на полицијата, никаква реформа во здравството и образованието, тоа е суштината. Само нивен личен интерес. Благодарам.